44 општини добија градоначалник во првиот круг од локалните избори, 32 се градоначалници на ВМРО ДПМН. Гостивар остана без цензус. Од час во час се надополнуваат податоците на веб страницата на Државната изборна комисија со последните преброени гласови, а тоа прави и промени. Последните информации ги има колегата Даниел Василев, го имаме во живо од пред Државната изборна комисија. Даниел, во очекување сме на првичните официјални податоци од Државната изборна комисија. Споменав дека од час во час се менуваат бројките со оглед на тоа дека во некои општини неколку гласови се во прашање за тоа дали ќе се оди во втор круг, дали ќе има цензус. Кои се последните бројки кои што се објавени на веб страницата на ДИК? Така, Иван, има неколку општини каде што буквално неколку гласа одлучуваат за тоа дали ќе имаме втор круг или не. Меѓутоа, според последните податоци кои што се објавени на веб страницата на Државната изборна комисија, во вчерашниот прв круг од локалните избори 44 општини добија градоначалници, во втор круг ќе се оди во 33 општини, додека ќе има прегласување во 4 општини поради тоа што немаше доволен цензус. Според оние податоци од веб страницата на ДИК, ВМРО ДПМН е апсолутен победник со 32 градоначалници уште во првиот круг, потоа следат Вреди со 5, Дуи со 4 и СДСМ со само 3 општини. Она што е интересно е градот Скопје, таму ќе има втор круг. Во вториот круг влегуваат кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН и на Левица, Орце Ѓоргиевски и Амар Мециновиќ, а она што е уште поинтересно е дека кандидатката на СДСМ е на четвртото место со оглед на тоа што пред нејзе гласови има Башким Бакиу од Вреди, додека на петтата позиција е Скендер Реджепи Зеид. Интересно беше и во албанскиот политички блок. Вреди прогласи апсолутна победа во Чаир. Изет Меджити вчера на пресконференција го објави тоа го покажуваат и податоците од Државната изборна комисија, а неговиот против кандидат Бујар Османи му честиташе. Во Тетово ќе се оди на втор круг и тогаш ќе се одлучи дали градоначалник на Тетово ќе биде од Вреди или од коалицијата на Дуи. Во однос на скопските општини, 6 општини добија градоначалници уште во првиот круг, додека во втор круг ќе се оди во Аеродром, Центар, Карпош и Шуто Ризари. За крај само да напоменам дека излезноста или одзивот на вчерашниот прв круг од овие локални избори беше 48,3%, што е историски најниска излезеност на сите локални избори од осамостојувањето до денес. Даниел Василев, ти благодарам за овие информации. Најавувам целосна анализа на достапните податоци од ДИК во Централниот дневник во 19 часот, секако и во текот на вечерта ќе го следиме пресот кој што е најавен во ДИК со првичните официјални резултати.